Дојдов да изразам солидарност со граѓаните на Тетово, најмногу со оние кои ги изгубија своите најблиски. И се разбира да поразговарам на лице место со надлежните. Надлежниот јавен обвинител ми информираше дека за саат до 2 информално ќе го завршат обидот, кој трае веќе втор ден. И во најбрз можен рок потоа ќе излезат со нивниот извештај. Процедурата е, тие даваат наредби до другите надлежни институции, од обдукција до Министерството за внатрешни работи. Обвинителот ми рече дека ќе им даде многу кратки рокови, веројатно 5 дена за секоја институција да одговори од својата надлежност по нивното добивање, значи на тие сепаратни извештаи, ќе излезе тој со свој збирен извештај, во кој ќе се види дали прво што е причината за пожарот и второ дали за тоа евентуално има и некаква човечка грешка. Значи во овој момент сме во оваа фаза. Знаете, претпоставам за последната одлука на владата на Република Северна Македонија да прогласи тридневна жалоб на територијата на целата земја и да повика и странска експертиза да помогне за овакви специфични настани, специфични пожари. Од сето она, вие тоа го знаете, го следите од вчера наомо нон-стоп, од сето она што го чув и од одговорниот во противпожарната екипа, за само неколку минути изберов себето. Што е само по себе основа за анализа. Меѓутоа, тоа е работа на надлежните институции. Ние имаме доволно стручни кадри во сите овие институции кои се инволвирани во ова, наречам, својата својна истрага. Ја не се сомнам дека за кратко време ќе ја знаеме вистинската причина. Ова што сакам да јавно да го кажам во овој момент, бидејќи имаше и такви спекулации. Јас ова утро разговарав на пример со претседателот на Словенија, кој ме праша исто. Има различни спекулации дека е можеби одметнато, дека има врска со 30 години независно, дека има некакви конспирации за тоа. До овој момент нема никаков индикатор дека ова е направено намерно со цел да се постигне некаква друга политичка цел. Меѓутоа, велам, тоа е во овој момент и се развива, тоа ќе ви го каже денеска или наредниот ден надлежниот јавен обвинител. Благодарам. Треба камера само. Не го знам тој детал. Оно што го прашував, колку легла биле пополнети од тие што биле на располагање, мислам дека од сите легла на располагање 8 воопшто не биле пополнети, сите други 26 чинам се биле пополнети и во моментот пред или моментот на откривање на пожарот има уште 4 или 5 медицински лица, сестри и доктори. Многу е тешко да се каже дали се тие меѓу овие 14 тела кои се на судска медицина, затоа што ова што го доби последно од судска медицина е дека денеска, веројатно може би утре најдосна, ќе биде завршена обдукцијата на сите 14 тела, меѓутоа потоа почнува поставката за утврдување на причините и идентификацијата на луѓето, значи кои се луѓето. Во овој момент ние не знаеме кои се овие 14 лица. Затоа во текот на денешниот ден ми информираше еден од надлежните, се повикани роднини на тие што лежат тука, да дадат крв и да дадат други да речем други материјал за идентификација, кој ќе им помогне побрзо да ја завршат работа, бидејќи идентификацијата на лицата јасно вие следно тоа што го гледате на страшна несреќа дека е оди тешко и ќе оди тешко. Затоа се бара имате хитна помош. Не можете визуелно прва да видите како станува збор. Она што знам за граѓаните, чувате, она што знам е дека граѓани помагале едно 7-8 луѓе да се извлечат преку прозор од напред од просторијата во која бил пожарот, не сум чул дека биле напред. Тоа ќе го прашате директорот на болница. Се кажа дали во одреден простор какви се натоварните болници и каква е заштитата во нив и дали ќе се проверуваат секи другите дедичества неофицијална информација дека се започнало од неисправен штикер кога била вршена реанимација. Јас прво не сум напуштен таа работа, го видов соопштенијата на Министерството за здравство, кое вели дека модуларните болници, мислам ова секаде низ државата се изведени по највисоки стандарди. Нито се разбира. Значи ја би апелирал додатна одговорноста, не затоа што сакам да избегнам одговор на такви прашања, меѓутоа додатна одговорност да оставиме да помине пред мен, да видиме сите овие првични наводи на истрагата и се разбира и објективна, и субјективна, и политичка, и морална, и секаква друга одговорност ќе бараме и станува збор за трагедија незапаметена во државата.
10 година назад. Во овој момент надлежните институции треба да одговорат на тие моменти, на тие работи, тие прашања. Јас мислам дека се уште рано. Мислам дека се уште рано, ние немаме 24 сата кои ги почнат. Дали се берат успешни? Ако се Прашате- потврди дека е сепак до... Па јас инсистирам секој пат инсистирам да има одговорност. И морална, и политичка, и субјективна, и објективна, како и да има, да се научиме на тие работи, меѓутоа не можам да тврдам во овој момент, бидејќи навистина не знам дали постои основ за таква одговорност. Она што го знам е дека во што попис временски период мораат сите надлежни органи, ние како држава, во целина, мораме да реагираме брзо, да направиме темелна истрага и да излеземе со извештај во кој никој нема да има сомнеш. Во таа смисла да поздравив понудата која владата денеска ја прифати од странски меѓународни експерти со репутација да дојдат тука и да видат што се ние работиме за да нема сомнеш дека некој нешто прикрива или дека нешто да истражи потемно и Каде ќе Јас знам дека постои она што е надлежност, знам дека постои понуда од неколку држави членки на Алијансата, од да не ги именувам од најмоćните во Европа, да помогне со стручна експертиза во тој дел. И мислам дека тоа ќе се случи, нивното одлагање би требало да се случи најверојатно во следните 48 часа. Gospodine predsjedniče, možete li nam kažete kada očekujete, Anđelka Ćupa, Euronews Srbija, kada očekujete da stignu rezultati i obdukcije i policijski i da li ste obišli povređene i kakvo je stanje sa povređenima? Тоа е работа за докторите. Не можам да ви кажам на вистина би шпекулирал, она што ми информира официјалните органи е дека ниеден не е во животно загрозувачка ситуација, во состојба, што е добро, значи надвор животна опасност. Меѓутоа тоа е информација која ја пренесам, не сум изворно надлежен ниту компетентен за тоа нешто. Спомнав пред малку, не знам колку ме чувте, дека надлежниот јавен обвинител кој ја води целата истрага, од сите други надлежни институции побарал извештај во нивниот сегмент и им дал 5 дена рок тие своите извештаи, тие сепаратни извештаи да ги пратат до него за тој да може да оформи заеднички извештаи. Станува збор за денови, да види недела две. Не верувам дека не смееме да дозволиме истрагата да трае со месеци и на крај да не знаеме дали завршила. Македонската јавност заслужува брз, темелен, стручен одговор без било какви паузи во Дали ќе биде исто купа трагедија како што беше трагедијата со Бурмот пред 4 години никој нема одговор. Ја стварно не би сакал да политизирам, зборам за себе сега. Еден ваков чин и да зборам, меѓутоа и да се правам паметен сега. Ситуација која и цело Тетово и цела држава е завиена во црно. И да знаете, ја не сум единствен кој постојано бара правна држава, одговорност, а секој поединец, секоја институција со децении го зборуваме тоа. Сите наши извештаи во делот на имплементација на правото на законите не се добри. Не го спомнам тој познат извештај на транспарентност, 111 во свет и така натаму. И тоа, сето тоа, не го зборувале јас прв и ќе го зборувам и после ова. Дајте да ја завршиме ова работа, бидејќи државата не смее да падне на улица. Било што било, знаеме кои сите мани сме ги имали недостатоци, но сега, барем сега не смееме и да поставиме пример како и за во време на најголема трагедија, државата треба да одработи и да покаже дека сме. Вчера славевме 30 години независност. Ние мораме именно вакви случаи да потврдиме дека стварно заслужуваме таа иска држава со сите нишки. Инаку пак, за не дај Боже за некој следно време, пак ќе зборуваме за исти случај, кој е крив, дали е утврдено, што видите за оваа истрагата, со години да не се знае. И луѓето што е најлошо да имаат сомнеш дека нешто не е до крај истражено. Не смеме да го дозволиме, просто. Па имате надлежни институции, знаете дека имаше судски процес. Не би сакал во име на заради жртвите, заради семејствата кои ги изгубија, најмилите да кажем се, бидејќи ја и тоа не го знам. И тоа, штом нешто се влече со години, кај обичниот човек создава сомнеш дека можда нешто не е чисто. Затоа велам, роковите ги спомнам намерно кој ми ги кажа надлежниот обвинител. Од секого по 5 дена, еве, уште не знам некоја недела две за твојот конечен извештај, доволно е. Da li isključujete svaki nameran ili politički pokušaj? Надлежните институции не уверува дека до овој момент, повторувам, не е завршена истрагата, до овој момент нема основ да се шпекулира во таа насока.